Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ехото на настаните од изминатите неколку дена, посетата на премиерот Заев и неколкумина министри на Грција и објавувањето на ставовите на Бугарија во врска со преговорите за членство на Северна Македонија во Европската Унија, вечерва наш гостин ќе биде вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Колку е случајност временското совпаѓање на престојот на владината делегација во Атина и протекувањето на бугарските документи, кои инаку од Софија во Брисел се испратени 1,5 месец порано, на 3 август. Дали некој сакаше со нивното протекување да ја релативизира пораката што ја испрати посетата на Заев и министрите на Атина, дека со договорот од Преспа од Кочничар Грција стана можеби еден од главните лобисти за што побрзо зачленување на Северна Македонија во Европската Унија, дури и под раководство на владата на Нова демократија и Мицотакис. Друго прашање што јавно се поставува овие денови е со оглед на ваквите ставови на официјална Софија. Дали Бугарија ќе го блокира одржувањето на првата меѓувладина конференција, за која германското председателство со ЕУ планира да се случи во декември оваа година. Ова се дел од прашањата за кои ќе разговараме со вице-премиерот Димитров по паузата за реклами. Продолжете да гледате Алсат. Добро вечер за Никола Димитров, прв пат во својство на вице-премиер за европски прашања во студиото на Алсат. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата, добро вечер до вас и до гледачите. Пред тешките и комплицирани политички прашања, сакам да ве прашам дали успеавте да се вратите во просториите во зградата каде што е сместен СЕП, таму имаше пожар, не во вашите простории, во просториите на истата зграда. Државниот инспекторат за животна средина. Деновиве гледаме фотографии од ваши средби и снимки или од владата или надвор. Да, канцеларијата ни е целиот град. На некој начин. Вчера со така изгледа, да. швајцарската амбасадорка имавме средба во една многу пријатна атмосфера во едно кафеле во Скопје. Јас деновиве прашањето ќе го решам. Ќе мора да се преселиме и имаме една цел да треба да разговараме со неколку институции тоа да се затвори, привремено да бидеме во една одлична функционална зграда и по брза постапка предстои реновирање на зградата каде што беше СЕП. Во лошото, во баксузот да извлечеме и добро, бидејќи таму имаше потреба од реновирање, меѓу другото има и азбест, колку што разбирам во зградата, така што покрај санирање на пожарот, да искористиме оваа лоша ситуација, да ги подобриме стандардите и условите за работа во... А инаку како простор тоа би ви одговарало, ова актуелна зграда? Па мислам дека идеално би било да сме... Тука има два елементи. Едно, да сме блиску до владата, бидејќи имаме многу важна суштинска координативна улога и работа со сите членови на владата за да оди европскиот процес, интеграцијата и пристапниот процес. Од друга страна, секогаш ако прашате било која институција, обично сакаат да имаат еден објект свој, да се грижат и така. Тоа треба да се испита. Меѓутоа, привременото решение станува итно, бидејќи искрено кажано не сме се уште целосно функционални заради овој хендикеп. Да, ве чекаат А не важни... чека многу работа. Настани работа од политичките теми. И во генералната најава ја постави дилемата, со тоа ќе го почнам и ова интервју, колку според вас е случајност или коинциденција тоа што дента кога премиерот Заев, вие и уште двајца ваши колеги бевте во Атина на средба со грчката влада предводена од Нова демократија, тоа што во јавноста протекоа и бугарските ставови за преговарачката рамка за Северна Македонија. Тешко може да се каже со сигурност дали е чиста коинциденција, меѓутоа ако имаме предвид од кога е доставен тој објаснувачки меморандум од страна на Бугарија во Брисел, многу денови па и недели се поминати и сега баш тогаш да се објави. Има според вас логика тоа, бидејќи на вистина
Еви ќе ве прашам, дали ви изненади срдечноста, позитивноста на пораката која што дојде од Атина? Нова демократија на Кириакос Мицотакис, кога беше во опозиција, се спротивставуваше на договорот од Преспа, имаше забелешки, не гласаше за негова ратификација. Факт е дека и тогаш рекоа дека ќе ги почитуваат меѓународно преземените обврски на државата, тоа и го прават, но транзицијата толку брзо отиде до ниво до кое што сега Нова демократија како таа да го произвела договорот од Преспа, барем таков впечаток имаше од овие средби во Атина. Ние со договорот од Преспа отворивме една целосно нова страница, па дури поглавје. Некои велат ера во односите. И рационално и мудро е тоа да се искористи. Огромен е потенцијалот за соработка и имавме една исклучително позитивна атмосфера на буквално сите средби од председателката на Грција, премиерот Мицотакис, јас имав две одвоени со министерот за надворешни Дендијас, со министерот за европски прашања Врвициотис, со многу грчки компании. Имав еден убав разговор со еден исклучително ангажиран министер за дигитализација, кој што за многу кратко време има големи резултати во оваа област во Грција, приспособувајќи го естонскиот модел, па му се јавив да го замолам да видиме што можеме да примениме и кај нас. Веднаш прифати, многу работи договоривме. Да, можда ли е Мицотакис и Нова демократија да го чекаа сепак исходот од изборите во соседната земја за да го направат ова конечно отворање? Па влијаеше и тоа, имаше такви сигнали претходно, можеби не е убаво до крај јавно да се зборува за тоа, меѓутоа очигледно од нивна перспектива патот напред пред се води низ овој континуитет на нашите политики, што ги почнавме со минатата влада, исто што сега ќе ги зацврстиме и ќе ги продолжиме во овој актуелен мандат. Дотаму што на Твитер, чисто за јавноста, министерот за Европа вели целосна и отворена поддршка за нашите комшии Северна Македонија да промаршираат преку пристапниот процес до членството во Европската Унија. Тоа мислам дека и во изјавата како многу недвосмислена, многу јасна поддршка. Гледате ли поголеми пречки на планот на имплементацијата, до имплементацијата на договорот од Преспа и евентуални проблеми во релациите со Грција, бидејќи таму два комитета допрва треба да почнат да работат? Имаше извесен застој, дел резултат на грчките избори, кои што резултираа со промена во составот на двете комисии, дел COVID-19 пандемијата. Меѓутоа сега сме во една ситуација каде многу брзо ќе почнат да работат двете комисии. Има уште задачи од договорот на наша страна, има некои задачи и на грчка страна, но гледајќи атмосферата и политичката волја, мислам дека тој процес ќе тече и доаѓаме до една каква што треба да биде ситуација, два соседи кои што споделуваат многу заеднички интереси, да се разбираат, да бидат блиски, да се поддржуваат меѓусебно. И што повеќе успееме да произведеме резултати конкретни во овој период, нови гранични премени, инвестиции, договорната рамка, договор за одбегнување на двојно надарачување, што е многу битно за грчките инвестиции во нашата Македонија, во Северна Македонија. Што повеќе произведеме, толку ќе олесни сега во политичкиот дел. Вие портретирајќи ја таа слика од актуелна Грција, односно од актуелната влада кон Северна Македонија, да се вратиме на поидовната теза, ви личи дека некој можеби имаше за цел таа слика да ја покрие со тоа што истиот ден па не може да се исклучи. Не можеме се разбере да кажеме со сигурност, делумно веројатно и шпекулираме и вие со прашањето и јас со одговорот. Меѓутоа, контекстот, тајмингот и па и политичката логика индицира дека може би имало некаква таква намера. Станува збор за инаку интерна кореспонденција помеѓу земја членка со други земји членки, со комисијата, другите органи и тела во рамките на Европската Унија. Моето прашање би било дали сте изненаден од тонот во бугарскиот документ? Па,
не можам да кажам дека со, како да кажам, читајќи го и препрочитувајќи го, не ме фаќа, немам проблеми со текстот. Имам големи проблеми, во определени делови е многу навредлив. И дефинитивно не е во функција на градење на блискост, на пријателство, на заедничка европска иднина. Меѓу другото, Бугарија од членот 2 од договорот за пријателство има обврска и да ни помага во процесот на европска интеграција. Ние почнавме еден многу сложен, но многу благороден процес на заедничко растење. И овој тон и определени тврдења не помагаат, прават пречки. И меѓу другото, идејата на договорот беше да се создадат механизми како да се решат отворените прашања, без при тоа тие да станат пречка на европскиот пат, на европската Пред да идеја. ве прашам делумно за содржината на документот, сакам да ве прашам, имате ли сознанија дали досега овој документ произведува некакви последици во процедурата која што е во тек во рамките на Европската Унија? Тоа се консултации на земјите членки по текстот на предлог преговарачката рамка што првично го подготви Европската комисија. Во моментов работите одат на линија на принципиелната позиција на Европската комисија, која што излезе во македонската јавност и во однос на македонскиот јазик и во однос на тоа како билатералните прашања се поставени во структурата на идната преговарачка рамка. Тоа значи дека Северна Македонија не бега од врската да го спроведе договорот за добрососедство, не бега од врските поставени во тој договор? Напротив, сакаме целосно да го спроведеме договорот, бидејќи договорот е правната рамка што ја подпишавме, што ја ратификувавме и ние, и бугарската страна, и кој што е основот да стигнеме таму каде што треба да стигнеме. Неколку од тврдењата и позициите во овие документи не се баш на линија на договорот за пријателство. И во однос на почит кон другиот, и во однос на градење пријателство и блискост, пријателството и добрососедските односи се двонасочна улица. Да. И тие ги обврзуваат и земјите кандидати, и земјите членки. Ако се автентични овие документи или тој еден документ што протече, бугарските барања се групирани во 4 поглавја. Заедничка историја, јазик, малцинство, име на државата. Интересно е дека дури името на државата на некој начин се проблематизира, не самото име, туку неговата кратка верзија, Северна Македонија. Бугарија во тој документ пишува дека тоа го смета за прашање на личната национална безбедност, затоа што краткото име од Република Северна Македонија. Северна Македонија имплицирало и територија од денешна Бугарија. Ние и во договорот за пријателство и во нашиот устав имаме многу јасни и цврсти гаранции дека сме задоволни со нашите граници. Ние немаме гранични спорови. Нити имаме аспирации врз било кој од нашите соседи. Јас може би, не знам дали колку е упатно да ги коментирам вака како што ги поставивте 4 групни прашања. Да. Има работи за кои што не само што не е упатно и продуктивно да се разговара, па дури може би не баш и пристојно. Како и меѓу луѓето, така и меѓу државите. Сите народи и нации се општествена конструкција низ определен историски процес. Сите на светот. Да се чепка таму во конструкцијата кај другиот. Јас во неколку наврати спомнав овие денови. Јас сум македонец и мојот мајчин јазик е македонскиот јазик. Јас не дозволувам ниту мојата држава да се дрзне да ми навлезе во тој простор. Нашата татковина, а не па друга држава.
Ова е се коси со европските вредности, се коси со меѓународното право и не е рационално и мудро во смисла на тоа што сакаме да го изградиме двете страни. Ако сакаме да има блискост, ако сакаме да има пријателство, факт е дека ова не е нова ситуација. Факт е дека ние со Преспанскиот договор направивме еден голем чекор напред кон затворањето на македонското прашање, бидејќи ние сме тие кои што треба да се прашаат кои сме, како се чувствуваме и каков јазик зборуваме. Македонци кои зборуваат македонски јазик. Односите со Бугарија ќе биде последниот чекор и конечно затварање на тоа прашање што толку пати низ историјата се без да зборуваме за многу детали од документот, поедноставено, тој би можел да се сублимира во оваа една реченица. До 2 август 1944 имало само бугари кои зборувале бугарски јазик, а на 2 август 1944 некој решил да направи нова македонска нација, македонска етничка група и да реши да кодифицира нов јазик на основите на дел од бугарските дијалекти и да го нарече македонски јазик. Тоа е практично поедноставено позицијата. Сите нации на Балканот својата самобитност, самосвест ја добиваат низ определен историски процес. Некои ликови се поважни, некои ликови се помалку важни од минатото, кодификациите се случуваат исто, нешто порано, нешто подоцна. Македонскиот јазик не е од најмладите, има и помлади јазици во нашиот регион. Во смисла на кодификација. Во смисла на кодификација, па и во смисла на некој начин меѓународна промоција и така натаму. И тоа обично е врзано со државотворноста, со независноста. Некогаш нешто пред, некогаш нешто после. Ние таму договорот вели односите ќе ги градиме со меѓусебна почит. Дали ние имаме легитимно право да очекуваме почит по овие прашања и тактичност. Знаејќи дека таму погледите уште од времето на Тодор Живков, еден ваков сличен наратив се провлекува. Во договорот вели Бугарија ќе ни помага во исполнувањето на обврските на нашиот европски пат. И тоа го вели. Договорот зборува и за заедничка историја, но после продолжува што ги поврзува двата народа или народите што живеат во двете земји. Значи, идејата честно и отворено и без предрасуди да се создаде комисија од историчари, академици, научници, што ќе ги отворат овие прашања е да ги најдеме точките што не поврзуваат, а нешто не оддалечуваат. Што може да се направи од страна на земјава што би било на некој начин доволно за Бугарија да биде убедена дека земјава ќе го спроведува доследно договорот за добрососедство и нешто што ќе ја задоволи Бугарија за да не стави рампа, да речеме, за во декември да се случи првата меѓувладина конференција. Ние тука имаме три влога. Имаме европски влог и принципите и вредностите на Европската Унија, која што го слави различното, својата различност, нели, богатство на различностите пред неколку години беше и мотото на Европската Унија, Лисабонскиот договор, вредностите, самоизјаснувањето, самоопределувањето, така што во таа смисла Европската Унија по ова прашање на тест дали е европска. Оти ние не сакаме да се зачлениме во било каква унија, да не споменувам други низ историјата. Сакаме во европска, а поимот европска обврзува. Значи, тука има европски влог. Вториот е нашиот, македонскиот влог. Ние имаме интерес, оваа шанса и зеленото светло, каде што учествуваше и Бугарија и даде согласност да се донесе одлука за почеток на пристапни преговори, да го искористиме за Европа да се ја донесеме дома. Третиот влог е бугарскиот и тука се разбира
политиката и представниците на Бугарија пред се имаат, може да збруваат за нивниот интерес, меѓутоа од наша перспектива, ние сме комши, сме имале и заедничка историја, а сакаме да имаме и заедничка иднина. Почнавме процес, подпишавме и ратификувавме договор за пријателство и Бугарија многу помогна кога беше председателство со Советот на ЕУ, 15 години после првиот самит, 2003 Солун, се одржа 2018 Софија. Се врати проширувањето на агендата. Мислам дека има и билатерален интерес да сме блиски, вистински блиски и како народи и како држави, и овој интерес чисто национален да има што повеќе Европа околу своите граници. Декември не е Така многу што далеко. влогот Да. европскиот, македонскиот и бугарскиот мислам дека одат на линија да има овде заеднички успех. Да. Контурите што е можно да се реши ги даваат европските стандарди и европските принципи и вредности. Пак ќе ве прашам истото прашање, може Треба би да бидеме со уште една активни, додавка, треба да имаме иницијативи. До декември нема многу време. Нема многу време. Има Може уште... нешто конкретно да се случи до декември. Треба да се сретнуваме, треба да разговараме, треба да има и обидени с комисијата во рамките на тоа што е пристојно да се разговара. Добро, а планирана ли е посета на Софија, на владина делегација? Има некоја комуникација, разговараме околу тоа, нема некој уште конкретен датум, меѓутоа е важно да седнеме и да разговараме ако сакаме да одиме каде. Разборичкана е атмосферата и во Софија сега, внатрешно политички, веројатно и тоа не оди многу во прилог на она што е интерес Па на е еден земјава. елемент што дополнително комплицира, веројатно. Значи можна е скорешна посета на Ќе владина биде делегација на корисно. Софија. Што можете вие да им помогнете на историчарите, бидејќи дел од прашањата веројатно што ќе бидат најголем проблем и предизвик да се надминат во следниот период се поврзани со историски настани личности. Гоце Делчев е еден. Можат ли политичарите нешто да им помогнат на историчарите на тој план? Па да создадеме една клима каде ќе имаат простор да работат без некаква пресија посебна и тензија. Ние имаме во принцип такви односи со историчарите од комисијата. Тоа не е хиерархиски однос. Државата не може да им наложи сега вие вака, сега вие така. Можеме да разговараме. И наше е како политика со Софија да го создадеме тој простор. Комисијата имаше 9 средби во 18 на месеци, покри големи историски периоди, периодот на антиката, средновековиот и раниот османлиски период, и разговараше за наративите околу 5 историски личности, многу важни и за македонскиот народ и за бугарскиот народ. Па и генерално за двете држави, сега да не зборувам само во етнички контекст, иако тој е битен во ова прашање. Споредбено со други комисии, Германија, Франција, Германија, Полска, Германија, Чешка и така натаму, ова апсолутно не е бавно темпо. Работата е, мојата порака кон Софија е дека ние во добра волја, во добра вера сме апсолутно целосно посветени кон ова прашање на начин и во рамките на договорот за пријателство. Веројатно добра околност во овие комплицирани времиња е тоа што Германија претседава со Советот на Европската Унија и таа е таа која што сега координира со преговорите внатре меѓу земјите членки во однос на текстот на преговорачката рамка за Северна Македонија. Ке треба ли ангажман на претседавачот со ЕУ, можеби на повисоко ниво? Некои дури споменуваат можно вмешување, условно кажано, и на канцеларката Меркел во олеснувачка улога. Таа добро стои со Борисов, добро стои со Заев. Да, имаме тука една таква ситуација и факт е дека канцеларката Меркел во Европскиот парламент спомена еден од највисоките приоритети на германското председателство во делот на надворешната политика ќе биде почеток на пристапни преговори со Северна Македонија. И додаде поможност со Албанија. И факт е дека
влогот, меѓу другото, ни е заеднички со Берлин и не исклучувам дека ќе има еден таков интерес. Ние мора да си го направиме нашето, мора да вложиме во овој однос со Софија и апсолутно исто така да бидеме искрени, да бараме и да очекуваме еден пристоен однос и почит кон нас. Што недостасува во овие хартии што овие денови се промовираат и се јавуваат. И малку и да мислиме за суштината. Јас мислам, Гоце Делчев еднаш ова го кажа во Софија на пресконференција, ако некаде не гледа од некаде, ова што го гледа и што го слуша, нема да го прави многу среќен. Бидејќи тоа е херој што животот го посветил и го дал за оваа кауза, кој што е многу важен и за нив, и за нас, кој што меѓу другото во однос на тоа како ја креирал политиката во револуционерното движење, ако веќе зборуваме за него, треба да го гледаме него низ неговите писма и други изјаснувања, таму веќе се чувствува една тенденција, ова е наша битка. Тој ја чува, го чува тоа дело и битката од влијанијата од страна. И тоа се чувствува дури низ негови... Така што, малку да мислим, што ние ќе правиме сега, што ќе влијае врз еднината, ќе покаже како кон нас ќе гледа историјата. Димитров, опозицијата подолго време ве обвинува за предавства по повеќе линии. Една од нивните тези беше дека двата договора не ги затвораат финално билатералните спорови со Грција и со Бугарија. Дали опозицијата била делумно во право, барем на овој план, со Бугарија? Во сите мои изјави за двата договори велам Преспанскиот договор ги затвори сите прашања освен едно, трговските марки, каде создаде комисија да го реши и тоа прашање, иако има известни параметри и рамки во самиот договор, а договорот за пријателство со Бугарија не ги решава мериторно содржински прашањата, туку создава механизам како ќе се решат и договара заедничка цел. Европска иднина, блискост, пријателство и така натаму и така натаму. Мора да бидам до крај чесен, опозицијата нема баш кредибилитет да зборува воопшто за овие прашања. Би било убаво да имаше. Нашите обиде да ги вклучиме и да ги информираме и да ги брифираме и да ги консултираме за текот на преспанските преговори и разговори не завршија многу среќно. Така што вие мора да имате извесен кредит на добра волја во однос на овие важни национални интереси, за да бидете земени сериозно од народот, од граѓаните, од македонската јавност. Протестот се движи на сенс и на испитување на јавното мнение каде е најголемата нервоза на денот. Ако е струјата, каде исто има катастрофален кредибилитет, бидејќи дупло се зголеми цената на струјата во нивниот последен мандат, а сега поевтини во последниве 3 години, до Гоце Делчев. Значи, мора да има еден Ние треба да се стремиме дома на односи за вакви прашања каде што ќе бидеме заедно, да стават рамо. А не да седат од страна во ситуација кога оставија пустош токму по исти во овие интереси. Сме збореле антиквизација и така натаму. Дали е Гоце Делчев и за вас црвената линија на македонското достоинство? Идентитетските прашања се наша работа и за нас тие се затворени. Македонски народ кој зборува македонски јазик. И во меѓународното право, и во реалноста, преку Обединетите нации и така и за нас дома и така. За хероите од минатото, кои што се значајни и за Бугарија, мислам дека ние ќе растеме и ќе бидеме со поголема самодоверба како народ, ако можеме секој од нас, од ученик, па студент, па граѓанин,
да може и сите оригинални текстови напишани од Гоце Делчев да ги прочитаме со отворени очи. Мислам дека тоа нас ќе не направи и посилни и позрели. И во таа смисла многу пароли за ова не помагаат. Истовремено, тоа е човек кој што интересно географски сега е роден во Грција. денешна територијата на денешна Грција. Не е ни кај нас, не е ни во, ако зборуваме за тоа. И мислам дека треба малку, освен дискусијата што бил Гоце Делчев, а за тоа треба да гледаме низ тоа он што кажувал, бидејќи само определувањето е важно не само за живата генерација, туку и за хероите од минатото, малку да видиме и каква му е делото. Тој повикал кон сите, без разлика на етничка припадност, се борел против лошиот статус, се борел за права и револуционерното движење сметало дека треба одлуките да се носат во тогашната Македонија. Значи, не сакал многу мешања од страна, вклучувајќи ја и Софија. Има такви тенденции низ неговите писма. Тука малку повеќе мислам дека треба фокус. Какво дело ни оставил и во крајна линија тоа што најчесто го споменуваме како цитат од него, светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. И затоа мислам дека он да е жив и да ја слуша денешнава дебата, нема да му се верува на која дередже сме во оваа Што дискусија. мислите за иницијативата на Милошовски, нашето собрание да усвои некаков документ како одговор на бугарскиот објаснувачки меморандум? Тоа е прашање на тактика. Јас не мислам дека за овие прашања ќе има. И, меѓу другото, зависи од каква мотивација. Дали е мотивацијата да се стави рамо и да се помогне, или е мотивацијата ама да се стигне до договор, или е мотивацијата да се искористи емотивниот потенцијал на ова прашање за дневна политика и тој тип на непродуктивно тепање. Овој процес, како го водиме до сега, со оглед на тоа што се случува на масата во Брисел и за предлогот на Европската комисија и дебатата сега, актуелна меѓу земјите членки, зборува дека нашата стратегија носи со плод. Колку сте убеден дека до декември навистина ќе се случи првата меѓувладина? Прашањето е, проценка е во која мера оваа дебата ќе излезе на површина и дали тоа ќе ни наштети или ќе ни користи. Декларации, големи писма и така натаму, се разбира дека од другата страна тоа ќе провоцира слично. Имаме искуство од односите со Грција. Да, значи ние на што треба да сме фокусирани? На промоција и заштита на тоа што ни е важно и свето, и на наоѓање решенија таму каде што можат да се најдат решенија, за заедно да градиме пријателство и европска иднина и конечно да ги почнеме пристапните преговори. Колку сте убеден дека до декември навистина ќе се случи првата меѓувладина конференција? Ја зборав, трет пат ќе кажам искреност и така. Мислам дека ова прашање не треба да се подценува. Предизвик е прашањето, нема многу време, не е ни дека нема воопшто. Наше е да направиме се што можеме на линија на ова што досега го зборувавме, да најдеме начин и Бугарија да биде таа што ќе дигне рака за нашата прва меѓувладина конференција. Димитров, морам да ве прашам, би прифатиле ли... Неблагодарно е баш сега, меѓутоа, ако пак се вратиме, европскиот влог, нашиот, македонскиот влог, бугарскиот влог, многу има пораз на сите овие линии, па и германското председателство, за ова да не успее. Да, блокада може да отвори нова спирала, може да биде многу потешко воопшто. И ќе наштети и на договорот, и на иднината, на односите и така натаму и така натаму. Би прифатиле ли ова, сакам да ве прашам, на вас се како ќе одговорите, јазикот да биде именуван како македонски јазик со астерикс согласно Уставот на Република Северна Македонија, формула која што е искористена во билатералниот договор со Бугарија, нешто на што инсистира Софија во својот документ. Билатералниот договор со Бугарија е целосно реципрочен.
Добро. Каква е формулацијата за македонскиот јазик, таква е формулацијата и за бугарскиот јазик. И таму вели, македонскиот јазик согласно уставот, тогаш во тоа време беше подпишан прв на Република Македонија, беше овој договор прв, бугарскиот јазик согласно уставот на Република Бугарија. Ние мислам дека не е нескромно и е сосема легитимно да очекуваме од тие што сакаат да бидат блиски со нас, од нашите комшии и први соседи, како што почнува Крушевскиот манифест, драги комшии и мили соседи, да бараме третман кој што нема да не носи во една непријатна ситуација. Да не бидеме исклучок од правило. Ние заслужуваме нашите соседи и комшии да не стават во ситуација да имаме некаква си фуснота. И во таа смисла македонскиот јазик, кој што се разбира е во согласно со уставот, ама е во согласно со и со направената кодификација, е наша работа. Нас не ни требаат печати од други држави признавања или непризнавања. И како што ние не се мешаме во работи што можеби им се свети или многу важни на нашите комшии, мислам дека е легитимно да очекуваме ист третман и кон нас. И затоа, ако Бугарија вистина сака да има пријател овде, мора да води мудра политика кон нас. И не е мудро да се брчка во душата на некој начин. Значи, наша работа е тоа. Наше чувство, наш историски процес и мора да има тука свест од таа страна. Јас сум убеден дека оваа позиција околу македонскиот јазик не само што е директно спротивна на Европа, на европските вредности, туку е директно спротивна на мисијата што ја почнавме заедно. А таа е да бидеме блиски и да гледаме на историјата така, за таа да не поврзува и денес. Вие сте, според сегашната структура, шеф на делегацијата која што ќе ги води преговорите со Европската Унија, од оваа нова ваша позиција на заменик на председателот на владата за европски прашања. Планирате ли некакви промени во таа структура, да речеме техничкиот преговорец стана министер, ќе има ли нов технички преговореч, можни ли се промени во структурата некакви? Јас имам три капи сега. Едната е ова околу преговорите и пред и по почнувањето на преговорите, шеф на преговарачкиот на преговорите, но во суштина тоа значи адвокат на реформските очекувања што ќе доаѓаат од Брисел и земјите членки и поддржувач, па и туркач дома. Значи ми дава една нога повеќе дома во делот на реформите. Втората капа е европските фондови. Како сме организирани, колку трошиме, кои се приоритетите, како НИПАК, национален координатор за ИПА. Сега сме влезени во програмирање на 2021 и 2022 од ИПА 3. Уште трае имплементацијата на ИПА 2 и тоа е овие денови баш имам средби со институции, со делегацијата околу. И третото е, бидејќи овој процес бара и уште дипломатска активност, тука заедно со министерот за надворешни, пред се премиерот и министерот за надворешни, да обезбедиме да имаме уште меѓународна поддршка за овој пат. Бидејќи има нова методологија, ќе треба да ја приспособиме преговарачката структура на новата методологија. Имаме сигнали од некои добронамерници, од Брисел и така, дека имаме известна комплицираност во првиот модел и мислам дека треба да се обидеме малку да го поедноставиме. Делот на носење одлуки или како ни е поставена преговарачката структура? Ова е исто новина околу главен политички, главен технички, ќе видиме какви ќе бидат тие називи, но називите веројатно се помалку важни. Ние сега сме во фаза кога целиот капацитет на нацијата мора да се мобилизира за овој процес да биде успешен. И
така ќе се организираме, така ќе бидеме отворени кон луѓе што не се надвор, што не се во системот, дали да влезат, дали да поддржуваат од страна. Многу важни години не чекаат пред нас. Ни заврши времето за вечерва. Малку бев екстазивен. Да се надеваме дека следниот пат ќе можеме да зборуваме на теми поврзани, да речеме, со првиот кластер, поврзан со веројатно разочарувања и очекувања од оваа влада и од другите стейкхолдери во општеството, конечно да се смени перцепцијата кај граѓаните за тоа како се дели правда во оваа држава. Се најавуваат први чекори, европски мониторинг на високо профилираните случаи на корупција и криминал веќе од почетокот на идната година, ако се стигне со се. Имаме тука и нов, не само амбициозен, туку и динамичен министр за правда. Европскиот процес почнува со владење на правото, завршува со владење на правото, така што јас лично исто ќе имам не само како драйв, туку имам и надлежност по овие прашања и заедно согласно владината програма, најавите и така ќе ја тераме таа агенда исклучително значајна, бидејќи без тоа нема ни економија, нема ни ред, па бога ми и демократија. Еве да кажеме, дај Боже да почнат преговорите, па да може да се фокусираме на овие теми значајни за сите граѓани. Ние до сега се качувавме по ридови и планини, ова ми е метафора од германската амбасадорка. Она вика, ова е многу возбудливо, ќе се качите, па пак ќе се качите, ама вика, вие сте сега многу близко до рамницата. Рамницата за нас е декември и почетокот на пристапните преговори и тука ќе треба едно сериозно копање и за да жнееме после некое време. Значи, ова ќе биде тешко, нема да биде многу возбудливо, нема да има големи преку ноќ успеси, меѓутоа тоа е еден нужен процес да си ја смениме нашата иднина во следниве неколку години. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Ако јазикот е нашата татковина, тогаш е вистинска дилема колку ја почитуваме штом во јавниот дискурс. Тие што треба да бидат нејзини бранители користат фрази кои татковината не ги препознава. Долгогодишниот северен притисок врз него е доволно гласен аргумент дури за приврзаниците на тезата дека тој е нечи дијалект да предупредат, дека дури и самите не внимаваме на неговата нега. Зборувајте македонски, инаку ќе побарам симултан превод. Добро, сега да не ја вулгаризираме дебатата. Не сме во Србија. Македонски јазик е како кој се изразува, да. Читувајте го македонскиот јазик. Зашто се упредаш во спор? Зашто Затоа што нема недела дена во Македонија. Тоа е српски јазик. Значи, една недела по потпишувањето на договорот. Во таа насока се организираат фолклорни средби на кои божам за подигнување на квалитетот се изведуваат ново компонирани ноти, но за жал со полуписмена лесна текстуална содржина, која освен познатите бела, црна и жолта, гради и некоја досега непозната категоризација на луѓето. Ако кон тоа се додаде и тоталното отсуство на слух, се засилува впечатокот дека дури ако им се дозволи да настапат, изведувачите може треба да размислат за плейбек варијанта. Ја видовте ли она песма што се пее, да не ви иде на YouTube? Гоцевата раса истертераве високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Тоа е страшно нешто. Контекстот на популарните ноти е за сериозна државна дебата и за себе преиспитување, а не за митингашки паролизам, и тоа никако со свети и на нацијата, која по признание на новата аквизиција се напојува од патриотска вода, ама не од извор, туку од канал, до кој таа се слева со отварање на партискиот вентил. Имам впечаток дека станува збор за канализирано граѓанско движење веќе. Партијата се јавува како
партија која го канализира револтот и отпорот на граѓаните кон тоа што го прави актуелната власт. Може да се премеруваат аргументите за тоа колку ваквиот притисок врз членството и симпатизерите е резултат на реалната потреба од искажување на револтот или има внатрешно политичка употребна вредност, но на една од страните, како дополнителен тек, се надодава прецизниот став на тие кои природно би требало да немаат против антивладина кампања. Заради протест не е наша политика. Нема зошто да се организира протест? Па во моментов ние не гледаме причина. Сепак, секој очите треба да му бидат отворени, оти некој изгледа поседува карактеристики кои будат сомнеш дека е можно да се исчекори во насока која би представувала скршнување од долги години истапканата рута. СДСМ влезе на територија каде што порано се движеше само ВМРО. Знаете дека Љупчо Ѓорѓевски се сметаше порано за бугарофил. Сега Љупчо Ѓорѓевски е како мало дете во споредба со некои други наши представници кои што ги развиваат тие. Еден од нив е господинот Зоран Заев, односно премиерот Зоран Заев. И на крајот, за сликата да биде целосна, мора да се даде одговор на прашањата, кои нормално ја мачат јавност. На секој нормален македонец мислам дека му е несватливо дека било која влада би преговарала дали Гоце Делчев е бугарин или македонец. Подкрепяте ли договора за добрососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепяме. Хипотеките од минатото не смеат да оптоваруваат сегашноста. Ама за залогот, во кој сега некои ги ставаат сите, само за да си осигураат собствената иднина, сепак ќе биде платена превисока камата. Пријатно до понеделник во 22.